Види, доле е. Го видели? Епа и син ти не сака да види ма. Бате, ова беше голема коцка. Овие не можат тебе да те видат поразен. Абдулхе и јас не ја започнувам играта што ќе изгубам. Шахмеран нема друга шанса. Бате, ова е Шахмеран. Може да му сврти грпи на Шамир. Не може. Шахмеран е само пионот на Шамир. Шамир еднаш направи потез со пионот. Нема враќање назад. Молам. До кај сте со преговорите? Имаме проблем. Ти што направи? Јас немам проблем со работа. Се си оди по планот. Немој да не мислиш. Што било, бате? Кара го однел Давуд. Повели, бат. Убавец, господин Давуд е убиен. Бог да го прости, бат. Фала ти, убавец. Сега нема да ја остави на мира Инджи. Вие преземете ја безбедноста. Отпуштете ги луѓето на Давуд. Примено на знаење. Никој не смее да мрт. Бате, како ќе се извлечеме од сева ова, а? Организација, медии, ова со гладиото. Сите тие командуваат од едно и исто место. Додека не ги фатиме сите, како ниеден да не е фатен. Откако нашиот лидер е заробен од страна на Република Турција, организацијата ни дојде до работна распаѓање. Со моето доаѓање на врвот на организацијата, повторно почнавме да ја враќаме до вербата на нашиот народ кон организацијата. Издвоевме големи придобивки на Турција и во вооружените борби и во идеолошката војна. Председателе, нашиот народ и нашата организација ви се благодарни. Не прекинуваме. Ти знаеш ли како стигнав јас до овие придобивки? Со стратегијата што ја наследивме од лидерот и се водев според предпоставките. Многу добро го искористив влезот на Америка во Ирак. Со Израел изградив добри односи. Го зачував дистантното приближување со Иран. Председателе, не ги заборавајте и европските земји. Благодарение на вашата стратегија, европските земји дадоа поддршка на нашиот народ. Спроведоа голем притисок врз Турција. Не е доволно. Да не успееше Република Турција да ја збуни Европската заедница, денеска стратегијата ќе не беше спремна. Ама и тие ќе се опаметат како и Сирија. Сирија, која го прогони нашиот лидер, пак ќе има потреба од наша поддршка. Председателе, денеска предпоставката се менува. Империалистите, кои даваа поддршка на арапската пролет, го оправдуваат тоа што се прави на нашиот народ. Ова анализа е важна. Поради другите предпоставки, некои работи почнаа да се одвиваат против нас. Облекувањето на Америка од Ирак, разгалувањето на домашните феудалци, поставувањето на добри односи со Република Турција, со феудалците, не принудија да си ја смениме стратегијата. Председателе, КДК поради тоа е дизајниран. Да може да успееме не само во РТ, туку во сите држави во регионот да создадеме КДК. Нашиот народ ќе ги удавил тие феудалци. Тие за интересот на своето племе не се двоумат да влезат во соработка со непријателите на нашиот народ. Овој пат ние ќе им ја расипеме нивната игра. Нема да им дозволиме да танцуваат со Република Турција. Председателе, се повеќе почнувам да се уверувам дека ќе ја скинете вашата воена униформа и ќе облечете костим. Бидејќи другарот Дуран живее со империалистите, повеќе зборува со империалистичка терминологија отколку со револуционерна. Поради тоа не можеме да го разбереме ние. Другари, нема потреба да се оддалечуваме од темата. Дипломатите носат костими и кога преговорите се водат денски. Јас сакам да привлечам внимание на дипломатската стратегија на нашиот преседател. Другар Дуран, ние и на борбата и на преговорите одиме со истата облека што е символ на нашиот народ. Бидејќи ние не се бориме само за едно племе или за една организација, нашата борба која е за еден народ
кој е распространет во 4 различни држави. Со самото тоа што ќе се сретнам со Пола Талендар, ќе им докажем на овие феудални племиња дека само ние го представуваме нашиот народ. Цимни се, Джахид. Јас сум готов, бате. Што има потреба од волку криење? Баш ки га вари умава ме искина, значи. Не сме на свадбен конвој, синко. Дојдовме да убиеме двајца значајни луѓе. Братот ни рече никој да не дознае дека доаѓаме. Бате, да поминавме со лажни пасоши, пак никој немаше да дознае за ова. Ти вела малку претера. Полека. Не си во диско во Истанбул. Да не чекаме на погрешно место, Джахид. Каде остана човекот на Вој Абдохи? Бате, на право место сме. Човекот кај да е ке стигне. Немој да се плеткаш, остави нека одат. Да не се откриеме кои сме. Добра идеја, бате. Во име на нашиот народ ви посакуваме добре дојде. Добре ве најдовме. Ама, кои сте вие? Ние ќе ве однесеме на местото каде што ќе правите репортаж. Вие од кој медиум бевте? Ние сме од Турхабер што стега. Медија стега? Медија што стега. Тоа значи дека силата на медиумот е поефективен од Куршум. Не бе, Куршумот секогаш е поефективен. Еве јас да ти покажам тебе. Бате, со господа одлучи да влезеш тивка. Да влезеш гласно, сигурно ќе се слушне до Персија. И што да направи, Джахид? За да не ме откријат да одев, репортажа ли да им правам? Името ми е Мемати, брат. Не можам да ги оставам живи. Морам да си го оправдам името. Доаѓај. Бате, што сте направиле? Кај да е сите ќе почнат да го рекетираат ова место. Што побрзо да си одиме од тука. Ајде, Джахид. Брате, што бара овој човек овде? Човекот на Абдохи е, Джахид. Пола знае ли за ова? Абдохи се му раскажал. Нема проблем, ајде. Има ли вести од братот? Тие се во град. Не сакаат да бидеме во контакт додека тие не побараат. Абе сме имале време, Джахид. Зашто се брзавме? Можевме да им направиме репортажа. Како умрел сине? Инфаркт добил тато. Ах, ова девојче колку била несрекна. Инджи знае ли? Не, мајко. Пола смета дека најдобро би било вие да ја кажете. Да одиме тогаш. Господине Омер, и јас ке дојдам. Жена, ние со Инджи ќе се вратиме. И онака девојчето е многу тажно. Уште за ова кога ќе дознае нема да сака никаде да оди. Јас ќе останам со неа. Полициските службеници известуваат дека убиството на Давуд Татароглу се анализира од различни аспекти. На семејството и медиумот Татароглу им изразуваме наше сочувство.
Јаше рага, ја слушнавте ли веста? Слушнам, господине Мета. И јас ќе ве побарав. Процесот остана незавршен. Што значи надворешен бе? Кажете ми каде сте да дојдам. Во канцеларија сум. Азиз? Најдете ми го када. Секако, газда. Добре дојдовте. Многу ми е мило што ве гледам. Како си, Керко? Подобре сум. И јас сакав да разговарам со вас во врска со Полат. Повелете. Ќе разговараме, Кирко. И ние треба нешто да разговараме со тебе. Да не се случило нешто? Керко, овој свет и раѓањето и заминувањето зависи од Божјата волја. Нешто да не е со моето бебе? Кирко, татко ти. Што се случило на татко ми? Могу да го прости, татко ти. Господ тебе да ти даде дол живот. Полат на крај ова ми го направи. Господине, стигна Јаша Рага. Добре дојде Јаша рага. Раскажувај еде. Половина од парите неофицијално ги ставив на сметката на Давот во Цири. Другата половина на друга сметка и да реализираме. Не се секирај. Давот пред да умре ги објавил во бирзата. Споменемете, не е ставена на наша употреба, каде сака нека го објави. Јас ќе ја ставам таа работа. Како ќе средиш? Ќе го дигнеш од мртви за да подпише? Ако треба и тоа ќе го направам. Таа работа е завршена. Јас да разговарам со ќерка му. Никако. Ти и останатите пари ќе ги вложиш. Какво враќање бе? Господине Мете, станува збор за стотини милиони. Ова не е џепрелак. Јашар, ти некогаш со мене си изгубил ли пари? Ти верувај ми мене. Полат Алемдар, додека се врати од Северен Ирак, ти ќе бидеш прв човек на холдингот. Полат ли те испрати? Што има во таа инекција? Господинџи, за смирување. Не сакам. Излегувај надвор. Кирко, докторот ти дава инекција за да се опуштиш, да се смириш. Мајко Назифе, не остана никој на кој можам да му верувам. Те молам, не дозволувај да ми дадат инекција. Нас не имаш, Кирко. Додека сме живи, ние ќе бидеме со тебе. Немаш и доверба во нас. Таткомер, се плашам. Нема да се плашиш, Кирко. Секој проблем има крај. Дозволи му на докторот да ти даде инекција. Дозволи му, те молам. Ние сме тука. До тебе сме.